Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Мили мои, и оваа година, по милоста Божија, се удостоивме да го видиме и мисловно да се поклониме на величието на светиот и велик четврток. Денес, како што чувме од синаксарот за овој ден, како и од длабоките и трогателни стихири и од евангелските читања, правиме спомен на 4 големи настани од животот на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Миењето на нозете на учениците, тајната вечера, првосвештеничката молитва по Гециманската градина и предавството на Јуда. Главната оска на сите овие собитија е несомнено тајната вечера. Наречена е тајна не затоа што Господ и апостолите се криеле од некого или правеле нешто скришум, но се нарекува така затоа што таа е всушност најголемото таинство од црквата, тајна над сите тајни, самиот живот и суштина на христијанството. Тајна затоа што на неа на таинствен, за човечкиот ум неспознатлив начин се востановува Царството Божјо на земјата. Таа е почеток на благодатниот живот во црквата. Таа е всушност првата света литургија која што онтолошки никогаш не престана, продолжува до денес и ќе трае и во вечноста. Ете зошто во литургискиот јазик на црквата се вели дека секоја света литургија е всушност тајната вечера, присуство на Царството Божјо на земјата. И токму затоа секоја света Евхаристија, секоја света литургија ја започнуваме со славословието: Благословено е Царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Историски гледано, тајната вечера е извршување на старозаветната Пасха, нешто што го правеле древните евреи во спомен на излегувањето на богоизбраниот народ од Египет кон ветената земја. Согласно законот и нашиот Спасител Господ Исус Христос со своите ученици го подготвиле и го јаделе пасхалното јагне. Но овој пат, како вовед за нешто многу поголемо што следувало, за вистинската Пасха, за преминот од смрт кон живот. Затоа на трпезата со апостолите он им вели: со голема желба посакав да ја јадам ова пасхална вечера со вас пред да пострадам, зашто ви велам, нема веќе да јадам од неа додека не се исполни во Царството Божие. Од овој исказ на божествените устни на Спасителот јасно се гледа неговата огромна желба да биде со своите ученици и последователи, да заедничари со нас, да се раздава за нас, нешто што го докажа и запечати, распнувајќи се за нас на крстот. Уште со ова фраза Господ
го воведува царството свое на земјата, тоа го означуваат зборовите додека не се исполни во Царството Божјо, после кој ја востановува светата Евхаристија. Во Евангелието пишува: потоа зеде леб и заблагодари, го прекрши и им даде велејки: ова е моето тело, што се дава за вас, правете го ова за мој спомен. Исто така и со чашата по вечерата велејки: оваа чаша е новиот завет на мојата крв, која се пролева за вас. Вели: ова е моето тело и мојата крв. Ова е од суштествена важност за животот на христијаните. Преку светата Евхаристија, мили мои, востановена лично од самиот Христос на тајната вечера, ние реално се соединуваме со самиот Бог. Лебот и виното што се принесуваат на литургијата не се проста символика, туку преку осветувањето на Светиот Дух, тие вистински се претвараат во тело и крв Христов. Токму тука е тајната, таинственото Божјо присуство, Христовото служење и себепредавање за верните на светата литургија. На денешната богослужба, наместо вообичаената херувимска песна Иже херувими, вие што редовно одите во храмовите на богослужба, ја слушате на секоја литургија, денес ке се пее: на Твојата тајна вечера денес, Сине Божји, прими ме за учесник. Нема да ја откријам тајната на Твоите непријатели, ниту ќе ти дадам целив како Јуда, но како разбойникот те исповедам. Спомни си за мене, Господи, во царството Твое. Секоја литургија значи тајна вечера. Кога присуствувам на литургија, јас седам со мојот Господ на неговата тајна вечера. Оваа молитва на Твојата тајна вечера ја читаме и во молитвите пред светата причест. Литургијата на еден чудесен начин ги храни со телото и крвта Христови и нашето тело и нашиот дух. Го храни и умот со божествени откровенија и спасителни тајни, но се разбира доколку со силна желба учествуваме во љубовта Христова, во желбата Негова да не спаси. Неопходно е, значи, и ние да исполниме одредени предуслови за да учествуваме во тајната на љубовта. Од евангелското зачало на утрената на Велик четврток дознаваме за тие неопходни предуслови. Самиот Христос ни дава пример и поука за тоа како треба да се подготвуваме за да бидеме со Него во Негово друштво, во Неговото просветление, да бидеме едно со Него. Најнапред чистотата. Во Евангелието вели: Исус, знаејќи дека Отецот се му предал во рацете и дека од Бога излегол и дека кај Бога се враќа, стана од вечерата, ја соблече својата горна облека, зеде крпа и се препаша. Потоа
истури вода во сад за миење и почна да ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашен. Миењето на нозете ја означува потребната чистота и телесна и духовна, кон која што секој од нас треба да се среми. Да, невозможно е човек да остане без греф, но покаянието и милоста Божја го очистуваат човек. Бог стори се да ги измие и очисти нашите гревови. Второ, со миењето на нозете на апостолите, Господ Исус Христос, Создателот и Творецот на се, покажува крајно смирение и пример за служење. Вели, знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ и право велите, бидејќи сум. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Затоа ви дадов пример да правите и вие така, како што ви направив јас. Значи, покрај духовната и телесна чистота, потребно е да се трудиме во служењето едни на други, во доброто, во љубовта, во надградувањето. Трето, смирението. Смирението што Господ го покажа со миењето на нозете, но и со поуката кон учениците да се сметаат себе си за последни. Во Евангелието се вели: знаете дека князовите народни владеат над народите и управниците Господарот над нив, меѓу вас пак нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга, и кој сака помеѓу вас да биде прв, нека ви служи, како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку да послужи и да го даде својот живот за откуп на мнозите. И последниот предуслов, желбата, за неа веќе зборувавме. Доволно е со нашата благодарност да и се приклучиме на Христовата желба и љубов да вечера, да заедничари со нас. Тој вели: со голема желба посакав да ја јадам ова паскална вечера со вас. Он од се срце сака да вечера со нас, тука и во вечното царство. Има огромна желба, затоа што бесконечно го возлюбил човекот и сака секогаш да биде со нас, да не направи негови пријатели, негови роднини, истокрвни и истотелесни со него. Ете тоа представува светата Евхаристија. Затоа и сите тајни, мили мои, во црквата се осветуваат токму преку ова најголемо таинство. Денес, кога е востановено Царството Божие на земјата, кога ние стануваме причесници на Божеството и деца Господови, кога седнуваме како синови на Неговата трпеза и Он се раздава за нас на оваа чудесна и голема тајна, на вистина неразбирлива за нашиот ум, да се потрудиме, мили мои, да му ги принесеме нашите чистота, смирение и служење кон ближните и желбата да бидеме со него. Господ
Нека ни даде вистинска чистота, смирение и желба да бидеме секогаш со Него. Добра Пасха на сите.